се растворите. Значи тука не треба дури ни возрастните не треба нагло да ги пијат, бидејќи може да ги спровоцираме. На себе тоа ни е стомакот ровит, да речем. Поготоа кога сме имале ситуација на повраќање, може да испровоцираме дополнително повраќање па уште посилна дехидратација. Заради тоа е важно тоа да се пие во мали, растворот од ОРС да се пие во голтка по голтка, во еден подолг интервал од можеби неколку часа. Или пак, ако немаме на располагање во таква ситуација, да земеме некои супи солени, кои што ќе ни помогнат да го стабилизираме организмот, меѓутоа повторно, полека, бавно тоа да се внесува се со цел да ги надокнадиме изгубените електролити, бидејќи тука е ризикот пред се, а да не испровоцираме повторно лош одговор од нашиот организам. Значи, крајната цел е, откако ќе стабилизираме ситуацијава на дехидратација, значи, која што може да се примети по некои параметри. Ако се обично кај возрастни веќе има сувост во устата или немаме потреба од мокрење и така натака. Кај бебиња приметуваме по отсуство на мокра пелена. Неколку часа повеќе од обично 6 до 8 часа, ако е тоа веќе опасна дехидрација. Помалите деца ќе се пожалат на сувост во очите, ќе печат, топло име и така натака. Тоа се важни елементи што не треба да ги игнорираме, брзо да се реагира, се со цел откога ќе се стабилизира таа работа, после тоа полека да се вратиме во нормална исхрана.